Кај нас ќе значи концентрација, ќе значи апсолутна корупција и тоа е тоа. Значи Ама добро, кој е позадината? Сега ја гарантирам дека на Мицкоски вакво нешто не му текнало. Веројатно некој му ја не дошепнал. му текнало на Мицкоски, не. Мислиш дека лично на него му Ниту текнало? еден безбедносен експерт у држава, ниту еден безбедњак кој што се занимавал сериозно со таа материја, кој што бил дел од тие служби, раководител можеби на некој од тие служби, бил малку погоре од втор, трет степен во тие служби. Тие што биле прв степен оперативци, теренци, не знам, аналитика, можеби тие не толку. Но тие што биле малку повисоко, тие сите знаат дека особено опасно да има еден човек кој што е надлежен за целата таа мрежа. Сите тие го знаат тоа и никој не би му дал таква идеја. Добро, имаме тоа, го објавивме и ние дека се надеваат на спојување. Ке се спојат, така е. Имаше пишување од припадници на безбедносните служби. Писмото мислам дека беше до Рацин или до Слободен печат, не можам да се сетам. До Рацин е писмото, да. ја не верувам во неговата автентичност. Ние со извор го објавивме, но тоа е некоја реакција. Ние зборевме и туку емисија дека колку е опасно суштина спојувањето на безбедносните служби. Да се потсетиме дека УБК беше расформирано и беше поделена моќта на УБК, бидејќи премногу моќ беше сконцентрирана во една институција. Не, значи УБК беше дел од МВР. Значи беше под директна надлежност на министерот за внатрешни работи. На извршната власт. Да, беше дирекција на МВР, потоа агенција, односно потоа управа беше на управа на МВР. Со одвојувањето на УБК од МВР се трансформираше во Агенција за национална безбедност, АНБ, а агенциите се самостојни органи на државната управа, самостојни, значи не се под ниедно министерство и се под директна надлежност на владата, тоест на премиерот. Со што на премиерот му се даде поголема моќ во контролирањето на тие процеси, на тие безбедносни процеси. Како што председателот си го има агенцијата за разузнавање под директна надлежност, така се постави уште една агенција под председателот на владата. МВР се уште има управа за следење на организиран криминал и таму има исто слични оперативни способности како што имаше УБК претходно, но далеку од тоа што беше УБК. Така да добра, ова идејата за спојување е многу опасна идеја. Па тоа сме го зборели. Идејата за спојување е многу опасна идеја од проста причина што нема да има конкуренција на информации, бидејќи кога има повеќе агенции, тоа е главната придобивка кога се повеќе агенции, бидејќи има конкуренција на информации кои што се некомпромитирани. Кога е една централизирана институција, тогаш може да бидат компрометирани информациите, бидејќи може да бидат под влијание на 1, 2, 3 луѓе и тие информации да се извртуваат пред да стигнат до крајниот корисник, тоест до председателот на владата или до министерот за внатрешни небитно. Или до председател на држава, небитно. Или до председател на државата може да бидат компрометирани за тие што носат одлуки да донесат одлука на база на компрометирани податоци. Кога има конкуренција на информации, тогаш можеби една агенција ќе има компрометирани информации, еден човек ќе ги манипулира во таа агенција тие информации, дали тоа ќе биде директорот, началникот, небитно, но ако има уште 2 или 3 други такви агенции, директорати или управи, тогаш ќе се споредат нивните информации со оваа информација, ќе се пронајде корумпираност или како да кажам, лошата информација кај една од тие управи. Да, ама проблемот е нели концентрацијата на моќ. Пошто преголема моќ ќе биде сконцентрирана во една институција и да видиме како тоа го решиле најмоќните држави, најразвиени. Концентрацијата на моќ тогаш нема да биде кај премиерот.
Да се разбереме, значи нема да биде кај премиерот концентрацијата. Ако се спојат, Ако се спојат. како ќе биде? Концентрацијата ќе биде кај тој што е надлежен за таа агенција. Како е началник, кој е? Нема, дали ќе биде директор, началник, не е битно, значи што и да биде. Кај раководителот на таа институција ќе биде најголемата моќ, бидејќи тој ќе може да ги манипулира информациите, тој ќе може да ги манипулира безбедносните текови, тој ќе може да ги манипулира истрагите, да нарачува и така натаму, и ќе биде сам и единствен. И тоа ќе биде помоќен и од претседател на држава, и од претседател на влада, и од претседател на собрание, и од претседател на суд, на врховен, на уставен, на било кого. Бидејќи ќе може да има под контрола огромна мрежа на оперативци кои што собираат информации или предизвикуваат безбедносни настани. Тоа е проблем. Кога имаш повеќе, тие меѓу себе се контролираат. Добро, би ни дозволил, дали би ни дозволил стратешките партнери Европската унија, која е регулативата која што ја налага, затоа што јас од она што го знам, например, како делуваат израелските безбедносни служби, како делуваат американските, руските, сите имаат поделени ингеренции. Едни се за внатре, едни работат домашен терен, други работат, не знам, тероризам. Во Америка, например, има повеќе, има 15 агенции, мислам, кои што се занимаваат со слична материја. NSA, CIA, FBI. Не, сите имаат, не знам, Homeland имаат, не знам, таму, Министерство за внатрешни работи си има своја посебна агенција, си има Department of Justice има нејзина агенција, 2 или 3 имаат. Пентагон има своја, сите имаат своји агенции. Значи имаат внатре во полициските окружоци, во полициските станици си имаат своји единици кои што се занимаваат со прибирање на такви информации. Значи таму е многу либерализиран системот на прибирање на безбедносни информации. И функционира најдобро. И функционира најдобро бидејќи најточни информации се добиваат, бидејќи се кроз табулација се прави. Така е, бидејќи се проверени едни со други. Да. Кај нас ќе значи концентрација, ќе значи апсолутна корупција и тоа е тоа. Значи ама добро, кој е позадината? Ја гарантирам дека на Мицкоски вакво нешто не му текнало, веројатно некој му ја дошепнал. Не му текнало на Мицкоски, не. Мислиш дека лично на него му текнало? Ниту еден безбедносен експерт у држава, ниту еден безбедњак кој што се занимавал сериозно со таа материја, кој што бил дел од тие служби, раководител можеби на некој од тие служби, бил малку погоре од втор, трет степен во тие служби. Тие што биле прв степен оперативци, теренци, не знам, аналитика, можеби тие не толку. Но тие што биле малку повисоко, тие сите знаат дека особено опасно да има еден човек кој што е надлежен за целата таа мрежа. Сите тие го знаат тоа и никој не би му дал таква идеја. Ја не познавам човек од тој систем кој што ја пропагира или поддржува идејата за централизирање на овие служби. Па можеби ако идејата е да се ослабне македонската позиција, можеби идејата е да се зајакне личната позиција на некои луѓе. Мојата логика вели следно. Затоа што лично знам колку Христијан Мицкоски го познава безбедносниот сектор, веројатно има некој човек кој што ја таргетира таа позиција, сака да биде на таа позиција и му одговара такво окрупнување со цел за стварствување на неговата позиција. Дека Мицкоски заради нечии идеи или заради нечии желби тоа ќе го направи, не верувам. Ја мислам дека тоа е лично негова желба, бидејќи сака да има абсолютно. Знаеш колку му беа интересни снимки да слуша, знаеш колку му беше да гледа снимки, да оговара, добра, ама ќе го уништи безбедносниот систем у држава. Апсолутно. Ќе го уништи, затоа што види дури и расформирањето на УБК направи сериозни проблеми во оваа држава. Значи ние тогаш се појавија, почнаа да работат у Македонија бугарски тајни служби, почна да се слуша за работата на српските тајни служби. Еве едно прашање. Само да се докажам. Значи ние имавме ситуација, тоа ќе го коментираме и подоле, кај нас во нашите македонски избори се вмеша косовската држава, директно преку Албин Курти. Веројатно да би постоело УБК и да сме биле во некои порани времења, тие оперативци на
на косовската партија на власт и тие кои што се испратени во Македонија луѓе на Курти би биле пресретнати. Тоа ми е поентата. Извини се, те прекина. А има едно прашање Инфомакс дали АНБ има моќ како БИА. АНБ не, но УБК имаше и поголема сила од БИА. УБК работеше, јас лично знам дека луѓе од кај нас од УБК не работеа и помагаа на БИА да го копираат нашиот системот на УБК, да го копира БИА за да по тој систем работат. Кога УБК набави своји дронови за следење, значи набавија дронови за снимање, следење, комуникација и така натаму, ние бевме први на Балканот кои што има таква технологија. БИА беше, види, вака да се разбереме, од балканските земји, од балканските држави, само Македонија, после Грција, има добиено на 2 пати одликувања, златни одликувања од ЦИА. И не знам колку пати од МОСАД. Значи само нашата УБК беше одликувана. И 2 пати најмалку од ЦИА и МОСАД можеби 4-5 години поред. Јас знам за неколку операции кои што тука се водеа во име на како нели пријателски служби со израелската служба во Македонија се тераа неколку заеднички операции, преку Македонија се тераа за Европа и така натаму. Тука поминуваа мигрантите? Да. Тука беше тесното грло на сите луѓе што влегува во Европа. УБК своевремено беше можеби една од најмоќните служби во источна Европа, во Западен Балкан. Ѓорги Јованов вели УБК во време на Мијалков убаво функционираше и немаше толку криминал, дрога и разбојништво. Ја нема да додам ништо. Да. Па за тој период зборам. Да. И кога требаше да се осламне се направи АНБ. Југославија дори не се растворија ОЗНА, УДБА и КОС, Југославија беше цела. МК вели момци ме интересира што мислите што е тоа што ги интересира инфилтрантите на странските служби во нашата држава. Помалку ги интересира, повеќе се тука за да предизвикуваат тие инфилтранти. Помалку ги интересира. Например, може да ги интересираат работи као кој е следен чекор кој што државата ќе го направи. Види, кога се прибираат такви информации, не се прибираат. Македонија е уникатен проблем со многу непријатели, не сме хомогена нација, затоа не треба да има спојување. Вели 007, фала ти на донацијата. Да, согласувам. Кога имаш такви агенти кои што работат, разузнавачи од други држави, не се прибираат информации као што јаде Мичо, какви патки носи Боро и слично. Туку се прибираат информации за следните политички чекори на опозицијата, на владата, на одредени политичари. Например, се прибираат компрометирачки материјали за одредени политичари, например, не знам кој што сака нешто што не е јавно, кој порок и така натаму. Се прибираат информации од управите, од министерствата, не знам кој ќе добие дозвола за градба следен, дали ќе ја добие, нема да ја добие, дали платил за да ја добие, дали земал мито и така натаму. Тоа се информации кои што им даваат на другите држави доволно средства за да се направат стратегија по однос на некое прашање во Македонија, како тие да се однесуваат кај нас.